Македонија во срцето на Балканот. Балканот вечно немирен и неуспокоен. Простор каде природно, географски и антрополошки се продолжува и осмислува стварноста во духот на еленистичката и византиската култура. Балканот, место каде религиите се бореле за корен во иднината. Од сите делби на светот, религијата најмногу се спротиставува да се поистоветат сите луѓе на светот во едно исто човечко име за полесно препознавање. Историските притисоци врз македонците и вековните обезличувања покажаа дека на постоењето не може да му се спротистават никакви облици на негација и оневозможување. Денес сме непорекливи и вековити. Македонија е историска, политичка, економска и пред се културна реалност. Мала државна заедница во која се допираат времињата. Со развојот на демократијата се облагородува идејата за етничка толеранција, за соживот и добрососедски односи. Но наместо реалност на мирот, на почетокот на пролета, во господово 2001 лето, виор на војната. Наместо со силата на аргументите и во институциите на системот, вооружена албанска организација со говорот на оружјето употреби аргументи на сила за да ја реши наводната загрозеност на правата на етничките албанци во Република Македонија. Тетово го доживеа виорот на војната. Албански терористи и екстремисти со оружје се заканија врз територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија. Од Балтепе, од Тетовското кале, кое е знак на препознавање и синоним за Тетово, се стрелаше во полицијата на Република Македонија. А долу во градот, митинг на неколку екстремни невладени организации на етничките албанци. Од митингот повики поддршка до терористите кои го започнаа нападот. Се започна на 14 март 2001 година на Тетовското кале. Ечеше лавчанска корија, се пукаше во и од Дреновец, Купеник, во приградските куќи на Тетово. Чадот високо во небото опоменуваше дека виорот на војната го разигрува лично ѓаволот, заканувајќи му се на мирниот човек од благото полошко поднебие. Сега дома излавам, а тоа веројатно во кале горе се пука. Од кој заврши тоа митингот во площад? Сете на митингот? Не, не се.
Дали сте уплашени? Нормално уплашени, пожалтен съм, не гледаш по лице горе се. Прво да видим нещо што е. Да прашам пријатели, Што да ти кажете, лоша навода е. Сега ме пушти газдата од работа. Што е друго? Ваше предвидување? Епа, не знам. Не е нарно по-нашински. Друго, не знам. Рафални истрели го пробиваа просторот. Од Тетовското кале, на патот кон селата Селце и Лавце, група вооружени и маскирани луѓе ја нападнаа патролата на УВР во Тетово. Во исто време, врз припадниците на Министерството за внатрешни работи беше отворен оган и од други локации, пошто започна оружена престрелка која траеше во текот на целиот ден. Во срцата на тетовци се загнезди стравот, но и гневот кон оние кои со оружје в рака решија да бараат своја правда. Во првите налети на воените дејствија, Тетово опусте. Многумина ги напуштија своите домови, упатувајќи се кон Скопје и сите други македонски градови, но и надвор од земјата, да бараат времено за солниште од лудоста на оние што ја започнаа војната. Вестите ги куражеа и обеспокојуваа бегалците од Тетово, кои организираа протестен митинг во Скопје, зашто беа принудени да живеат како бегалци во сопствената земја. Колтук, Двабреста, Поток, Дреновец се најдоа на првите борбени линии. Страдаше целиот град. Но овие населби, чии што жители и самите се вложија во одбраната на градот и земјата, претрпеа најголеми материјални и други штети. Престојуваа кај своји роднини и пријатели, но и кај непознати луѓе кои покажаа високо гостопримство и солидарност. Редови на тетовци пред пунктовите на Црвениот крст на Македонија, каде Меѓународниот Црвен крст ги евидентираше времено раселените луѓе од Тетово и доделуваше помош во храна и опрема. Тоа беше реприза, слика што се памети од 1999 година, кога косовските бегалци беа во куќите и камповите во Република Македонија, згрижени од виорот на војната.
Според правилата на организирање на Меѓународниот Црвен крст, кој действува во услови на војна и загрозеност на цивилното население, беа поделени 21.000 пакети на времено раселените тетовци. Одговорноста за почнување на оружените напади врз македонските безбедносни сили во Тетово ја превзеде ОНА со комунике број 5. На 15 март 2001 година престрелките продолжија. Од позиции кај селата Селце, Ѓермо и Шипковица врз припадниците на Министерството беше стрелано со различни видови оружје од голем калибар. Во престрелките беа повредени 11 полицајци од различна националност, како и 4 граѓани, од кои еден им подлегна на повредите. На 16 март повторно започнаа оружените напади. Од местноста Балтепе под Тетовското кале со автоматско оружје е стрелано врз припадниците на полицијата во населбата Колтук. Со автоматско оружје е нападнат и пунктот на полицијата на градскиот стадион и се истрелани 3 гранати кон централното подрачје на градот Тетово, од кои е предизвикана материјална штета.
безбедносната состојба стравично се влоши. Нападите продолжуваат. Сериозноста на заканата за безбедност и територијален интегритет се всадува во душата на граѓаните кои ги опфаќа војна треска, која се ширеше како што се ширеше виорот на војната во Тетово. Од 14 март 2001 година Тетово доживуваше судбинско време. Тоа беа тешки мигови низ кои минуваше Тетово и Република Македонија. Длабока загрозеност на мирот, безбедноста и стабилноста на земјата. Безумието на војната е страшило за човечкиот дух, се пренесува како молња во срцето. На 17 март, по неколкудневно возвраќање, полицијата со комбиниран оган од пешадиско и артилериско оружје жестоко се спротистави на престрелките што доаѓаа од Калето. Престрелките предизвикаа загриженост и страв, зашто воениот конфликт води во катастрофа за сите засегнати, без оглед на етничката припадност.
На 18 март, полицијата го одби нападот на терористите и обидот за влегување во градот Тетово. Разрушувањата и заканата со оружје се покажаа посилни од онаа на разумот. Пораките на терористите збунуваа, а меѓународната заедница застана на страна на македонската држава. Нагласено се инсистираше за мир и стабилност, за демократски методи, а не кон насилство и етничка омраза. Министерството за внатрешни работи донесе одлука за ограничување на движењето на граѓаните на подрачјето на општина Тетово од 19 часот до 6 часот наутро. На 19 март, македонските безбедносни сили влегоа во жестока офанзива против терористите и екстремистите кои со оружје се заканија на македонската држава. И армијата со дел од оклопните единици беше подготвена да се вклучи онаму каде беше потребно. A dvajica pa gore od tija što ti kažu. Ja ću ti stojiš s njega. Dobro, ajde, nije bitno se, tako je vreme. Dvajica tuje kak seda. Kako si be? Dobar sam rekao, drži komandante. Ja ne znam je komandant, ама той беше бил командант. Опит ще се представиш така. И добар рече. Ајде рече, ке командантот Ливди рече. Ама ја појдов без тап, натаму. По путот да га џаде, он пред мене, ја па него. Ајде ќе те носим рече ке командант горе. Ај горе, а тој горе то куќето, албанецот. И ја не можем да им се наđeve, реком, дружи команданте, не можем без наđeve не ми да дозем тапчану. Чекај, ако не рече, не иди, ќе викнем него овде нека дојде, рече, ама што му беше тоа, не знам, не дојдоа. Не дојдоа, пројдоа тројца, ги видов, дали беше он тујет, дали не беше.
А командантот, мајком, албанец ще прави. Не знаеше, јас знаев албански, ама не мога да се разберемо. Он викне тумач од тия луѓето наши туека, преведуе. Ми вика, а ја 3 дена, 4 дена, леп немав ништо. Ни брашно имав, ни ништо. И тој му го прашува него, рече, праши го, дали има јадење, дали има или нема. Реков, 3 дена, 4, реков, леп не сум јао, ни па брашно имам. Ние само че војници тражимо, ништо друго. Војник, ако најдемо, ќе го зејемо, да знаете. А со цивили немамо работа. Па кога со тебе стар, не, обшто проблем нема. Ми збори он мајкам, тој командантот. Добро, застане, тој малку застане, отида. После, уште некој 2 пута, 3 ми донесува леп. И донесува уште некој 2 пута, 3 леп. Еден комшија тамо, Зетир се вика. Ми донесе тој леп, после 2 дана, и више го прекина, не ми донесува ни леп, ни ѓал, ништо. На 20 март жестоки борби. Терористите со оган од рачни ракетни фрлачи и од автоматско оружје ги нападнаа позициите на безбедносните сили кај стадионот. На терористите и екстремистите им беше упатен ултиматум од страна на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи. Во ултиматумот беше побарано тие да ги напуштат позициите и територијата на Република Македонија или да се предадат на надлежните државни органи. Но тие не го прифатија ултиматумот. Борбите продолжија. На 23 март во Тетово се чувствуваше затишје, но напнатоста беше максимална. Од тетовското кале се слушаше ред затишје, ред престрелки.
Билансот од судирите кај македонските безбедносни сили беше 3 загинати и повеќе од 30 повредени полицајци. На 24 март судирите жестоко продолжуваат. За оние што останаа во градот, информативна блокада. Репетиторот на телевизија КИС беше целосно уништен, бидејќи објектот терористите го користија како снајперско и митралеско гнездо. Уништена беше трансмисионата техника и на сите други медиуми. Програмата згасна. Но новинарите беа во средиштето на настаните. Ги бележеа настаните кои оставаа траги во душата на луѓето и застрашуваа. На 25 март 2001 година почна операцијата на македонските безбедносни сили за чистење на територијата над Тетово. Офанзивата почна во раните утрински часови. По жестоките пресметки, терористите ги напуштаа позициите и се префрлуваат во погорните реони на планината.
со решителна акција во која е употребено тешко и лесно пешадиско оружје и артилериски оган, беа уништени терористичките позиции на Калето. Терористите се потиснати и Тетовското Кале конечно е територија на која се вее македонското знаме. Во операцијата немаше жртви од страна на македонските безбедносни сили, но на различни начини во Тетово тие денови страдаа 8 лица кои беа хоспитализирани во Тетовскиот медицински центар. Наредните денови македонските сили за безбедност навлегоа во сите места во кои пред тоа своји позиции држеа терористи и екстремисти од така наречената Ослободителна армија на албанците, која се прокламираше како борец за правата на албанците во Република Македонија. Тетовското Кале на Балтепе е освоено со јуриш. Се виори македонското знаме, но завладеа кршлив мир. Но дали конечно војната запре, беше прашање што се читаше од устните на сите. Тетово го доживеа виорот на војната како предупредување за сите. Но дали помислата на оружјето може да биде потоморена за навек? Војната и натаму застрашува да биде рушителна сила. Како да се излезе од атмосфера на војна и закани со оружје? Како да се изгради вистински однос заснован на прифаќање на различностите и со заедничка добивка од меѓузависноста? Војната е замка за отуѓување и меѓусебно нетрпение со непријателство. Како да се најдеме на вистинскиот мост меѓу локалното и глобалното, меѓу националното и универзалното, меѓу потребата да се одржува сопствениот идентитет, а едновремено да се биде дел од културната синтеза на народите? Вечниот стремеж за самоидентификација не смее да се прави со емотивен неспокој и со оружје, туку со демократски диалог и врз основа на вистинските аргументи, а не со говорот на оружјето, од што никој нема добивка. Но дали виорот на војната што го зафати Тетово ќе биде доволна поука и ќе заврши ужасот? Се покажа дека првите воени дејствија беа само почеток на повеќе месечни страдања кои потоа дојдоа како ирационална сила на војната психоза.